Воспоставувањето механизми со кои ќе се зголеми и подобри учеството на помалите заедници во донесувањето одлуки на локално ниво е главната цел на проектот, што во Кочани и уште 4 други општини во Македонија ќе се спроведува во наредната 1,5 година. При тоа ќе се анализира моменталната состојба, кои се проблемите што водат до неа, со цел да се создадат механизми со кои истата би се подобрила. Во фокусот на проектот во Кочани се секојдневните проблеми со кои се соочуваат ромите, а преку повеќе активности ќе се бара најдобро можно решение за нивно надминување. Ќе бидат организирани значителен број на тркалезни маси, работилници и обуки, каде што учесници ќе бидат представници на локалните власти и на локалните здруженија на граѓани, каде што главна цел ни е нивно зближување и промовирање, зајакнување на диалогот помеѓу нив, за да дојдеме на крај до ситуација каде што ќе бидат понудени определени програми како вид на формални правни акти, кои што би биле донесени од страна на општините за да остане некаков вид на документ во насока на подобрување на имплементацијата на проектните активности во иднина и откако проектот ќе заврши. Според Готовски, за подршка на проектот се обезбедени потребните финансиски средства. Има значителна сума на пари, односно 42.000 евра, кои што ќе ги распределиме за јакнење на капацитетите на локалните заедници, на локалните здруженија на граѓани. Така да и по завршувањето на проектот веруваме дека ќе придонесеме локални здруженија на граѓани да ги зајакнат своите капацитети за да можат и понатаму да ги остваруваат своите права во рамките на општината, односно локалната власт каде што тие делуваат. Носител на проектот за подобрување на учеството на помалите етнички заедници на локално ниво е Националниот ромски центар од Куманово, а како партнер од Кочани се јавува невладината организација Авена. Инаку, реализацијата на проектот е со поддршка од Канцеларијата на Делегацијата на Европската Унија, а се планира тој да заврши на крајот од септември идната година.